Го чекаше Државниот завод за статистика да ја објави инфлацијата за април, која стигна 5,7%, кај храната е 8%. Сега ќе го чека новиот извештај на пазарните инспектори кој ќе покаже дали има потреба од мерки за стабилизирање на цените на храната. Министерот за економија Бесар Дурмиши вели дека сега нема девијантно однесување од трговците со зголемување на маржите, а цените на храната растат бидејќи производите ги увезуваме. И покрај тоа што по 1 мај требаше да бидат донесени мерки за спречување на растот на цените на прехранбените производи, тоа се уште не се случи. Половина месец подоцна, владата се уште врши контроли за да утврди дали има девијантно однесување од страна на трговците. Од 10 мај до 20 мај е дадено наредба да вршат контроли на сите ланци на маркетите. Од она што не е официјално, пошто помина 4 дена во текот на контролите што ги прават, неофицијално сум информиран дека има одредено намалување кај цените кај овошето и зеленчукот, овие денови што се прават контролите. 30 тимови се на терен. На крајот на 20 на овој месец ќе го завршат контролата и таа информација ќе ја достават до влада, односно и до Министерството за економија. Дурмиши вели дека доколку не се случеше војната на Блискиот Исток, инфлацијата ќе беше 2%. Смета дека сегашната инфлација од 5,7% не е висока, ако се има предвид дека во Европа има земји со инфлација и до 10%. Сепак доколку ДПИ утврди зголемување на маржите кај трговците, можно е намалување на ДДВ-то за храната. Ако случајно, како минатиот пат, гледаме дека девијантно се однесувале трговците, било кој од зинџирот на ланците, како сме реагирале минатиот пат со административните мерки што ги имаме на располагање, така ќе реагираме и овој пат. Кажав минатиот пат дека маржите се намалени во трговците и во производителите и во дистрибутерите. Не е многу намалувањето, но и оние преземале некој товар да им излезат на пресрет на граѓаните. Иако владината просечна потрошувачка кошничка се најавуваше од април лани, Дурмиши вели дека сега е при крај. Рокот за нејзино донесување е 30 јуни.